Почитуван председателе, почитувани колеги, присутни. Почитуван главен државен ревизор Максим Ацевски, најпрво ви благодарам за заложбата и вашата исцрпна работа при креирањето на овој извештај. Пред нас го имаме конечниот извештај за извршена ревизија на успешност на тема ефективност на мерките за спречување на одливот на високообразовни и стручни кадри. Овој извештај е изготвен за утврдување на ефикасноста на мерките кои се или не се применувале како помош при утврдување на фактичката состојба и додавање на дополнителна вредност на истото, а заклучоците ќе бидат имплементирани во целост. Ќе се заложиме максимално за тоа. Емиграцијата, како процес кој е преплавен денешниот свет во кој ние живееме, е невозможно практично да се спречи. Овој процес ги зафаќа сите држави и е вкоренет длабоко во денешното општество. Но овој процес може да биде сведен на едно прифатливо ниво со добра политика и вистински чакори. Никој од нас не сака да се наоѓа во средина каде не се чувствува добро и каде средината не го вреднува со сите своји нишани, достигнувања, образование и капацитет. Токму поради тоа го имаме иселувањето. Високо образован човек на кој државата не може да му најде место е избркан човек од таа држава. Македонија се наоѓа во топ 20 земји со најголема емиграција на високообразовен кадар. Според податоците кои се произнесени од страна на Светска банка, 40% од високообразованите луѓе од Македонија купуваат карта во еден правец и заминуваат во некоја друга држава барајќи подобар живот. Според индексот на одлив на мозоци, Македонија го зазема 5-то место од 41 земји од Европската унија. Според извештајот, преземените мерки и политики не дале ефект. Ова значи дека треба преземање на нови стратегии и мерки со цел подобрување на оваа состојба. Според податоците од Државниот завод за статистика, вкупниот број на одлив на мозоци е околу 2500 високообразовани луѓе на годишно ниво. Ова е многу голема бројка. Во периодот од 2013 до 2020 година постоела национална стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на високообразовни и стручни кадри. Оваа стратегија е полна со слабости во имплементацијата и отсуство на објавување во службен весник на истата таа стратегија. Сето тоа допринесува и води кон неинформираност на засегнатите страни за сите оние мерки и активности што требало да бидат преземени. По 2020 година отсуствува било каква стратегија која ќе се занимава со одливот на високообразовни кадри. Тогашната влада, предводена од СДСМ, донела неколку резолуции кои би се занимавале со оваа тематика, но со длабока некоординираност, со што доаѓа до неуспех. Доколку сакаме детално да ги анализираме овие состојби, ќе видиме дека нашата држава нема единствена база на податоци каде би можеле да добиеме точна бројка за одливот на мозоци, ниту пак за стручноста и квалификациите на ваквите кадри. Забележуваме и рапидни разлики во донесените програми од надлежните институции и јавни универзитети за запишување на студенти. Имено во учебната 2023-2024 година разликата е енормна. 23.166 студенти за кои државата дала согласно за да се запишат, а се запишале само 10.050 студенти во јавните универзитети. Доколку би пресметали на годишно ниво, државата ја чини 81 милион евра за образованието на овие мозоци кои заминуваат од нашата држава или пресметано за целокупниот период на анализа од 7 години, државата ја чини 725 милиони евра. Државата вложила во образование на овие кадри, а дошла во загуба поради нивниот одлив од 8,34%. Каде е грешката и каква погрешна политика се водела во овој период за да добиеме денес вакви бројки? Додека СДСМ оставаше празни чевли и чизми пред владата за да покаже дека има голем одлив на млади стручни мозоци и ветуваше враќање на тие млади во Македонија, како и спречување на ова иселување, што всушност направија. Додека оставаа празни чевли на сонце и на дожд, ветува очигледно на празно, бидејќи кога дојдоа, тогаш на власт го дуплираа процентот на емиграција. Не се случи буквално ништо зашто младиот човек би останал тука. Напротив, се случија многу нешта за младиот човек да реши да си оди. Кои услови им ги пружи државата? Од услови за образование, од услови за надоградување, унапредување и она најважното, услови за добивање на работно место по струка, а и реално платено и вреднувано. Но да го ставиме минатото на страна. Мора да се створат и спроведат услови и мерки за намалување на вака високата стапка на иселување и одлив на мозоци од нашата во другите држави. Сите институции преку постојана координација мора да го намалат процесот на иселување координирано. И повеќе од јасно е која влада не испореча ни минимум од тоа што го вети, но тоа нека е патока за тоа како грешките не смееме да ги повторуваме, ниту да помислиме да ги направиме.
И затоа мора и веќе почна да се работи интензивно на промена на оваа состојба. Новата влада, предводена од професор доктор Христијан Мисковски, има точна визија и план како да го намали одливот на високообразовни кадри, што се однесува до образованието преку мултиресорски пристап, осовременување на студентски програми, високообразовен систем усогласен со потребите на пазарот на трудот, потребите во економијата и индустријата, реорганизација на факултети и универзитети, обновување, укинување и внесување на нови студентски програми, доградба и надградба на лаборатории, студентско сместување, продолжување со реконструкција на студенти, на студентски, а и училишни домови, за прв пат отварање конкурс за научни проекти во вредност од 20.000 евра, мрежување на младите од Македонија со младите од други земји преку Еразмус и други проекти. Владата почнува со мерки и стратегии за задржување на младите во Македонија и спречување на одлив на мозоци. Владата додалува парична подршка за младите до 30.000 евра за отпочнување на свој бизнис. Со новиот буџет преку јасни критериуми ќе бидат обезбедени ваучери во вредност од 250 евра за купување на електронски уреди за сите студенти во Македонија. Зголемен износ на студентскиот оброк, како и тоа дека стипендиите ќе бидат строго меритократски отворени за сите студенти да аплицираат. Јасен план за вработување на 600 млади специјализанти и така натаму. Овој извештај на тема ефективност на мерките за спречување на одливот на високообразовни стучни кадри јасно кажува на неефективност, неефикасност и неуспешност низ годините. Мерките кои се изложени не биле спроведувани ниту остварени, напротив останале само запишани на лист хартија. Младиот човек заслужува своја иднина, а нашата држава како негов дом мора да му ја обезбеди. Ви благодарам.